Сара, добре дојде за прв пат вака лице во лице во Hype Македонија. Имаме прв пат можност да разговараме вака подолго. Имаме многу теми интересни за разговор, но најпрв кажи ми како си, како се чувствуваш? Добре најдов, Ели. Драго ми е што сум гостинка денеска во Hype TV и одвај чекам да си поразговараме на сите теми. Добро сум, благодарам. Согласно се што ни се случува искрено во последно време, има и некои нови таскови во глава отворени кои што сметам дека можеме како општество и подобро да ги завршиме секако, но во глобала да, се трудам да сум добра. Имаме убав повод за разговор. Имаш нова песна, нов видеозапис под наслов "Не те сакам", многу интересна тематика, спот и песна која ретко кој може да остане рамнодушен на неа. Освен што слушаме, нели, новости, нова песна, гледаме моќна визуелна приказна, борба, страст, има интересна символика, како што можев да видам и прочитам. Се работи за борба на половите со ронки љубов. Па може ли да ми кажеш, моето прашање е дали ова е лична приказна или општествена диагноза? Интересно прашање. Не ме сакаш е песна која што не сакавме да заврши трагично, затоа и одлучивме да одиме со една пародична визуализација на истата. Во глобала е љубовна приказна, каде што збориме за количеството на љубов кое што го добиваме од нашиот партнер, од оној човек во кој што сме заљубени и така натака. Верувам дека е општествена диагноза и верувам дека е една вечна борба во која што, знаеш како велат, секогаш некој сака повеќе. Тоа нешто верувам во истото и верувам дека, нели, како поминуваат периодите, е возможно дури да се менува, еднаш да сака едниот повеќе, еднаш да сака другиот. Па нормално е оној што сака помалку да не му е доволна, односно оној што сака повеќе да му е недоволна љубовта на другиот. Тоест ти можеш да кажеш дека ме сакаш и ти можеш да мислиш дека ме сакаш и ти можеби ме сакаш, но можеби јас мислам дека можеш повеќе, дека можеш тоа да ми го докажеш на некаков начин кој што можеби го знаеш, ама го игнорираш, или мислам дека едноставно можеш повеќе да се бориш, едноставно мислам дека љубовта нели не е само те сакам или може да го надмине својот максимум. Значи, мислам дека ја заслужува секоја битка, дека ја заслужува секоја борба, секоја една промена помала или поголема. Според тебе, дали љубовта денес се докажува повеќе со зборови или со дела? Дали е доволно едно "те сакам", пример, во текот на денот, или според тебе, што е оно што со кое што можеме ние и на партнерот и на пријателите да им докажеме дека ги сакаме? Дали е тоа делата или сепак еден мил збор? Па според мене љубовта не треба да се докажува или да се раскажува, туку треба да се покажува. Што на кратко би се рекло да се покаже на дело, да се покаже со сите помали и поголеми гестови кои што партнерот ќе ги направи во една љубовна врска или заљубениот човек ќе ги направи за својата сакана, за својот сакан. Така што грижата за оној кој што го сакаме е еден начин на кој што нели покажуваме колку ни е стало за тој некој човек. Например. Дали ти некогаш на своја кожа си почувствувала дека некој не те сака? Па многу пати. Многу често знам да посоветувам некоја другарка, да речеме, зашто секој пат некој од нас имам чувство дека се наоѓа во некоја тажна љубовна приказна. Под некој од нас подразбирам не јас и моите другарки, туку сите луѓе општо во светот. А тоа е поради тоа што ние не можеме да се родиме и да влеземе во некоја љубовна врска која што после 2 дена ќе заврши среќно, нели? На крајот на криштата, каде би било интересното,
доколку нема борба, доколку нема развој, таа е една цела приказна. Говориме за многуте приказни љубовни во кои што ние да, па и пријателски точно така, во многу еден тон релации, нели, се чувствуваме на крај дали не љубено или не доволно љубено, зашто нели мислиме дека некој може поинаку да ги разреши работите. Со некоја постапка сметаме зашто тој не направи така, нели, да ме сакаше ќе го направеше ова, или за другарка да ме сакаше и почитуваше таа другарка немаше да ми го направи тоа. И нели секој пат ние си имаме некаква наша верзија за како треба работите да бидат решени. Од другата страна можеби тој некој не сака и мисли дека можеби ние треба некако поинаку да постапиме. Така што не ми верува и ова не е јасно до крај, оваа приказна да била ресно решлива, ќе ја решеле и старите, нели? Љубовта е онаа која што го врти светот, на крајот на криштата, заради неа и војни се почнувале. Така што оној заклучок кој што ќе го извлечам дека на крајот е дека е бесценето да љубиш, дека треба срцето да ни е секој пат исполнето со љубов и дека треба да даваме љубов. Начинот на кој што таа ни се враќа е исто така многу убав и верувам дека во секаков некаков облик ни се враќа. Доволно е да бидеме расположени да ја примиме, да ја видиме, да ја опипаме, да ја слушнеме. А за тоа колку е среќна не можеме секогаш да знаеме до крај, нели? Наше е да се бориме, ако не изгориме, што се вика, ако не испатиме во пар врски, па утре ден нема да знаеме да го почитуваме оној партнер што навистина не сака, што навистина не цени, што навистина не почитува. Така што ворете да имаме повеќе тажни приказни пред да дознаеме што е навистина љубов. Морам да те навратам на видеозаписот, затоа што има преинтересна приказна. Секој кој што го има видено, сигурно има ставено акцент на она фабрика за пецива, што да беше, и магичното брашно. Има силна метафора, претпоставувам. Што точно символизира тоа? Тоа е пекара, значи на мојот другар Никола Петковски Колјо. И беше многу интересно снимањето таму, целиот процес со Стефан, со Денис, со Диме, со целата екипа со која што снимавме. Денис Абдула е режисер на спотот, Димитар Атанасовски е DOP, односно снимателот, Стефан Николовски, многу добро познат на нам, е актерот и мојот гостин во овој проект, на моје огромно задоволство. Така што беше многу забавно. Идејата со магичното брашно беше на Денис. Јас имав, ние заедно го градевме сценариото. Првичната идеја дека јас сум заљубена во пекар беше на Димитар, мојот сопруг, на мој Димитар беше таа идеја. Така што од тука тргна целото сценарио. И дури деки се насмевна за чија била идејата. Поне со идеи, изобилува со идеи. Да. Дури прво го запна Колјо да ми биде дечкото во спотот, нели? Ама јас го сакав Стефан. Мене ми текна дека Стефан е ликот кој што го сакам, нели, за во овој проект и многу се радувам што се случи оваа соработка. Во однос на магичното брашно, мојата прва идеја беше, не знам како, некако, што да нема гепсува, рефренот да нема гепсува. Кога дојде рефрен, сите да играме кореографија, тоа беше мојата идеја, ама Денис ја разработи, зашто нели јас сепак не сум профи во ова, туку само учествувам креативно, нафрлам некои идеи. Така што негова беше идејата да изнајдеме ние, јас и другарките, магично брашно. И пошто типов не ме сака, а ја цело време го провоцирам он да ме засака, нели не ме сака доволно, кој како сака може да си го толкува. На крај викаме, ти мене има да ме сакаш, па ако треба и магично брашно да ти истуриме. И така последниот рефрен сите заедно го танцуваме, он е видно натеран на тоа, односно магепсан од магичното брашно. Така што беше убав, забавен последен танц тој крајниот рефрен со Стефан. Стефан е еден од нашите најдобри актери, тоа неспорно. Како тој се снајде во целиот овој контекст на спотот? Имаше ли интересни случаи? Ние добивме некои фотографии позади сцената, меѓутоа вака да ми раскажеш што точно се има десено. Он знае да се пошегува. Видов и некој интересно стори, Инстаграм, нешто Димитар беше љубоморен, да ми раскажеш тука таа приказна. Дали има вистина во тоа?
Па не, мислам дека беше малце кампања околу тоа дека треба да го извадиме спотов. Не, Димитар не беше љубоморен. А во однос на Стефан и неговиот професионализам, тоа е ствари одговорот на прашањето. Стефан е едно исклучиво професионално суштество, еден многу професионален човек, голем професионалец, кој што кога влезе на снимањето, он буквално во истата секунда така го свати он ова снимање дека он треба да биде пекар. Што луѓе, он беше пекар, он беше таков пекар, он не знаете какви кифли измеси, ама сериозно, не знам дали ги имаме. Лепчиња, он беше внесен, дури го замоли Колјо во еден момент, пекаров другаров мој кој што е собственик на пекарата во која што снимавме, се вика пекарата, не се, да му објасни како точно он да го тепа лепчето, да го меси све тоа. Значи, он беше влезен во филмот до максимум, беше многу смешно, дури тоа го направи на некој таков забавен начин, кај што не шармираше сите тука цела екипа. Со задоволство го гледавме како го прави тој, се смеевме, ни беше многу забавно. И не само тоа, туку и си доаѓаше дечкото редовно на проби кореографски, пошто нели имавме и кореографија. Си го изведе тоа на одлично, на високо професионално ниво, дури до ден денес кога го гледам спотот искрено, на крајот си викам, абе, Стефанова боле го играше на пробите. Рацете некако слободно му пафтаат. Викам, требаше вака да го меси тестото. Така што немам ништо да кажам што е помалце од најдобро за него. Мислам, стварно се радувам за ова и мислам дека беше извршено на највисоко ниво од негова страна. Ништо, Стефан, следно ќе го бараме да ни меси кифлички за прилог. Да. Сега бев со една другарка и ми вика, едва чекам да смесам кифли и да те тагнам. И ја уште не капирам, као, вика, следи, вика, сега ќе сватиш, ќе ти текне. Викам, пекарницата и тестата и брашната. Морам да го спомнам и Роберт Билбилов, колку тој влијаеше на тоа песната да има таков заразен ритам, он стои исто позади аранжманот, ако ти си автор на музиката и на текстот. Колку тој има влијание, он е еден од нашите најдобри продуценти. Точно така, па секако дека има влијание, заради тоа што на крајот на криштата неговата магија е онаа која што се фрла на крај за продуктот да звучи така како што звучи, нели? Да, јас сум автор на музиката и на текстот и да, одам во студио со музиката и со текстот и го бараме, нели, решението, односно последната магија која што ќе ја круни са песната. Во овој случај стварно така ја побаравме, искрено да ти кажам, заради тоа што прво имаше еден аранжман, ќе го наречам така поп, ни требаше на Денис да му го предадеме за да може да си креира сценарио во главата и да почне да работи на истото. Така што тој беше, мислам дека така како на брзински, брзо свати и Роберт дека треба да направи нешто, нели, да проба некоја друга магија. Втората магија мене ми беше далечна, искрено, некако од мене што ја пробавме. Јас имав па една трета визија и на крај мислам дека стигнавме до четврта визија на магија која што е оваа последнава што ја слушаме денес. Роберт ме викна кај него, нели, во студио за да ја слушнам таа последна верзија. Не ми ја прати, не ја чув така, него беше слушаме сега. Така што секако дека е заслужен, нема кој друг, мислам, да, заслужен е заради тоа што знаете, нивната работа, продуцентската работа е доста комплицирана заради тоа што тој работи со многу бои, многу широк спектар на бои, дури да стигне до тој финален аранжман како саунд, дури да ги натокми, дури да ги нареди хармониите да бидат така изгласоводени од спектар на инструменти, така што баш е еден преубав и прекреативен свет кој што не секој може да го изработи како што го работи тој. Морам да те прашам, Димитар е исто така еден од нашите најпозитивни јавни личности, твојот сопруг. Колку тој е остар критичар? Дали знаете многу често да те искритикува или да ти даде сугестија за да вмеша прсти во твојата работа? Па, Димитар, имам ја неколку начини на кои што го разбирам Димитар. Претежно,
многу ме фали, ја сака мојата работа, ја почитува мојата работа и често ме навикнува на тоа што јас дури си мислам дека не е релевантно тоа што ќе ми го каже за песната како комплимент, пошто на него секако ќе му се свиѓа. Мене ми е важно некој вистински критичар да ми каже. Но, он има уште неколку муда. Вториот е, кај што он ми кажува дека нештото не е добро, и ја во тој момент онака палам 17 аларма во главата и пробувам да го стварно да го решам тоа и многу често онака во истата секунда кога он ќе каже дека нешто не е добро, давам се од себе да испитам каде лежи проблемот, што се случува, како можам да го подобрам. Дури и некогаш преувеличувам, пред некое време конкретно за свирењето за харфата ми рече, нешто харфава да не крчи. И тука беше 7 дена истражување на база на како звукот на. Така што многу сериозно ја сваќам неговата критика кога е негативна, зашто ретко ја дава. А има и втореден аспект, кај што ќе ми каже, ова што правиш, тоа нешто не, кај што ја пример не се согласувам, он може да каже дека нештото не му се допаѓа, а пример не ми се допаѓа. Имаме чекај. Најако е ова. Пример сега за спотот конкретно, за на Spotify кавер која слика да биде, и имавме избор неколку песни, фотографии што ни беа фаворит и ги праќам во група кај што се режисеров, Диме, Димитар, Стефан, викам дечки ај која ви се свиѓа и сите гласаат за таа, ја ставам другава. После истото на него му го правам редовно. Вика, човек вика не ми се верува како ме работиш, ти уствари секогаш мене ме прашуваш за мислење, за да чуеш како ја мислам и ти си викаш, значи ова не, окей, идеме со другото. Ако свое. Да, така што го имаш и тоа. На крајот, зависи која е темата, каков е коментарот, каква е критиката, колку ја си верувам, зашто некогаш, нели, скрос му ја прифаќам критиката и ја слушам, му верувам на зборот, ама ако ја не мислам така, џабе, пошто на крајот искача дека моето мислење, нели, последно ќе одлучи за оние работи што се однесуваат за мојата работа. Сара, ми се наметнува едно прашање, чисто онака да те прашам, како е... Извини, пардон. Моето мислење на крај ќе биде последно и не само за мојата работа, и за семејните ишуси, секако. Верувам, мислам дека ќе ми попушти секако. Димитар, слушај внимателно. Ми се наметнува едно прашање вака спонтано, како е да се биде во брак, еве вие двајцата сте јавни личности на естрадата, како е да се биде во брак или дали е потешко да се биде во брак кога двајцата брачни партнери се јавни личности? Знаеме дека сцената, естрадата, самата работа на естрадата е малце покомплицирана. Дали има нешто поразлично или ето сепак вие се функционирате веќе долги години како што треба? Види, за мене комплицирано е да си хирург. Естрадата не е комплицирана. Така што ние сме навикнати, мислам, така сме се запознале, ниту јас, он станал ова што е преку ноќ, ниту јас, така што уште кога сме се запознале, сме знаеле со кој си имаме работа. Некако ништо ново не е во смисла на тоа, од секогаш сме научени да функционираме така, кај нас секогаш е гужва, кај нас секогаш се гине за работа, што не е добро, ова си го кажам за да се потсетам и да се искарам, дека треба да дишаме длабоко, дека треба да си земеме периоди во кои што нели ќе одмориме од работа, ќе се посветиме на семејството. Семејството си бара домот, општо како институција бара да си тука, да полеваш цвеќиња, да имаш денови со твоите деца кои што не се само да збориме за какви проблеми имала Илина со другарките или Кирил во градинка или што има за домашна, туку едноставно баш да се онака часови во кои што ќе изнауживаме. Тоа ми фали искрено, заради тоа што и оне мислам дека нема толку врска таа јавна професија колку што има врска тоа што ние имаме по неколку професии. Значи јас освен што сум автор, сум изведувач, харфист сум, он нели и он исто води настани, организира настани, има фирма, свашта нешто од двајцата правиме и многу често кога се бара да речеме родителите, дедовците да ги причуваат децата, се бара пак за работа, знаеш. Не се бара
за слободно време. Тоа само ми е нешто кое што ете доколку би можела би го пренасочила во таа насока, значи не е проблем тоа што професијата е јавна, туку е проблем тоа што понекогаш не бира, знаеш, ти праќаат видео едитирано во 10 и сега ти треба да го видиш во 10. Мислам, пак ќе кажам, каква е работата на хирурзите која сум јас да зборам за ова. Така е. Тоа е брзото темпо на живот и сето тоа го наметнува. Морам да те прашам за крај, какви планови имаш за во иднина, дали ете веќе нешто ново се крчка, сепак ете како што спомна си на сите страни, тоа е факт. Што наредно може да очекуваме од тебе? Па, наредно се надевам дека ќе се оствари една соработка која што веќе долго време сакам да се оствари, дека ќе и се посветиме убаво периодов и ќе ја испромовираме кога ќе дојде времето. Се работи посекако, се работи на повеќе проекти. Ова е наше време, наше е да твориме, така што музата ја имаме, на инспирацијата и нема крај во секој случај. Thanks God. Уметничка душа се познава далеко. Ти благодарам многу на овој прекрасен разговор. Се помуабетив, имавме интересна тема. Се надам дека во иднина ќе се видиме за уште поинтересни работи, уште новости што следуваат. Ти благодарам уште еднаш. Ти благодарам и јас и се гледаме пак. Чао. Јас сум Сара Мејс, а вие гледате Hype Македонија.